3 години вложуваме во секоја гранка од земјоделството и тоа ќе продолжиме да го правиме. Конкретно во делот на градинарството, гранката која е најзастапена овде во Ново село и Струмичкиот регион, го олеснивме процесот на аплицирање за субвенциите. Ја зголемивме субвенцијата за 6000 денари за развојните површини на производители и тоа за површина од 1 до 5 хектари. Зголемивме и исплативме дополнителни субвенции за лубеницата, доматот, за зелката. Тоа е вистинска грижа, тоа е вистински партнерски однос кој го градиме со земјоделците. Но тоа е мотив да продолжиме уште подобро, да донесеме уште повеќе за нашите земјоделци. Во новиот мандат обезбедуваме сигурен пласман и современи услови за складирање на градинарските производи преку изградба на 3 огромни откупно-дистрибутивни центри, од кои што едниот од нив е овде во Струмичкиот регион. Ќе ги реновираме најстарите оделенија во болниците и ќе обезбедиме 70 нови возила за итна медицинска помош со 3 нови пункта на подрачјето на град Скопје. Започнуваме со изградба на нов, современ универзитетски клинички центар во Скопје, кој ќе обезбеди високо квалитетна здравствена заштита за граѓаните од целата држава. Ја унапредуваме грижата за пациентите. Комплетно ќе се избегне шетањето на пациентите заради административни причини на релација матичен лекар, аптека, матичен доктор. Воспоставуваме целосно електронско здравство без користење на хартиени форми на документи. Продолжуваме со политиката лек во секое време и за секој пациент, односно без квотите кои го загрозуваа здравјето на граѓаните. И покрај постојаното ажурирање на позитивната листа на лекови, додаваме поквалитетни и помодерни терапии со нови иновативни лекови.